наследник на една подземна, меѓутоа силна традиција што постои. Значи, има историска основа. Меѓутоа, како тој се одржува и расте со текот на годините, тајната на тоа прашање само лежи во криминалното финансирање, во нерешеното финансирање на политичките партии. И ако гледате за тоа прашање, значи има консензус да не се покренува. Кога јас го земам гласачкото ливче, не знам како машинериите се хранат со пари од извори поради кои подмаса се држат едни со други. Но повеќето од нас наликуваат на коцкари кои кога ќе влезат на избирачкото место би сакале да играат фикс. Во тој фикс вие изгледате, сите ќе речат, одличен е во своите анализи, темелни се, тројца, четворица пратеници успеваат да одржат дебата каква што понекогаш знае да закини да не може да направи ни Социјалдемократскиот сојуз, но не може на нив да се кладите на никаков фикс. Ете тоа веројатно во еден момент кога ќе се разочараат нападно од едниот кон кој истурале емоции, веднаш ги прифрлуваат што би се рекло на сигурно. А тоа е другиот голем камп. Потполно сте во право, вашата анализа е сосема коректна, меѓутоа се додека така се однесуваме, се до тогаш ќе го гледаме овој филм. Сега уреду, ако е филмот уреду, мислам, вете, колку и да сме рудиментирана, ние сме сепак демократија. И не треба да имаме илузија околу демократијата. Демократијата не е некаков добар систем. Демократија е како што е одамна дефинирано, најмалку лош од сите можни системи. Така што, ако вие имате демократски систем, тоа не значи дека континуирано сами ќе носите лоши и ќе продуцирате сами лоши решенија. Меѓутоа ви тврдам, ако се реши финансирањето на политичките партии, тоа е транспарентно и јавно, дека ние веднаш ќе бидеме сведоци, се разбира, во еден разумен рок, на промена на политичката слика на државата. Еве ви можеби за социолог прашање за потемелни анализи. Се што во било која друга ситуација би било доблест, која што сакаме политички да ја наградиме, обдека е знак за недоверба дека овие се потполно мутави и ништо не разбират што сакат да прават во политика. Во било која пристојна земја, да не ве врзува со ниту еден медиум директен притисок или како што ние велиме, поделени се во дилови, таму ВМРО, таму СДСМ, за ЛДП нема таков коментар, би било доблест што сакат гласачите да ја наградат. Во нашата ситуација изгледа кој ви е крив. Или не знаете тоа да го направите, доволно добро, или ништо не разбирате во политика. Дури кога ќе треба да се браните за девастацијата што ви ја прават, просто не можете да бидете сосема сигурни колку секунди ќе добиете за гласот барем да го пронесете во таа смисла. Како кога сето тоа ви е познато, на крајот сметате дека во овој момент ќе издржам на ставот и нема да правам коалиција со никого. Дел од тоа го образлагате со своји темелни ставови, дека не сакате се под чадорот на Црвенковски, бидејќи така му правите услуга на Груевски. Тие возвраќаат дека имате таен дил со Груевски, затоа играте. Но ако ви споменувам 20 години од првите избори, наследните, оние што се родени во независна Македонија, ќе имаат право на глас. Зошто мислите дека знаете и ги имате одговорите спремајќи ја новата изборна платформа, да им се обратите нив? Видите, ние имаме одлични решенија и јас влегувам, ќе влезам во таа кампања многу релаксирано. Убеден сум во нашите решенија, убеден сум дека тие се добри и верувајте, воопшто не се оптеретувам со конкретниот исход. Значи, ние во оваа кампања, јас лично, ќе влеземе со неколку основни тези. Ќе влеземе со барање парламентот наместо 123 пратеници да има 90 пратеници. Владата од 22 министри се сведе на 12. Луѓе што имаат два пасоши да не можат да бидат нити министри, нити пратеници, нити председатели на државата. Да се реши финансирањето на политичките партии. Например, во политичкиот дел тоа се основните прашања. И, како да ви кажам, ќе се чувствувам многу силно, многу комотно и имам голема самодоверба дека овие клучни ставови, например во овој дел, ќе допрат до гласачите, затоа што тоа го размислуваат мнозинството гласачи. Затоа што се навистина изнервирани од тој преголем број на пратеници што ништо не работат, од тој конфузен преголем број на министри. Ние сме заедно со србите држава со најголем број на министри во Европа. Една Холандија има 10 министри, ние неполни 2 милиона држава народ, имаме 22 министри, од кои што 1/3 се без никакви задолженија, така наречени без портфеј.
и така натаму. Значи, убеден сум во силината на нашите решенија. Вие се разбира, држи вашата анализа што ја говорите дека гласачот кога оди на гласачкото место се определува клучен интерес, и тоа е многу рационално однесување, е да не му биде потрошен својот глас. Тој својот глас го гледа како инвестиција. И не сака да му биде фрлен залудно. Но мислам дека оваа наша, видите, говорењето чисто и јасно. Вие ако се сеќавате, ние нашата прва кампања 94-та беше со чисти раце. И тоа беше многу силна кампања, јасна кампања против растот на корупцијата, зашто тогаш ги имавме корените на корупцијата, од кои што се уште ги влечеме денес последиците, како последица нели на дуплите ембарга што ги имавме и на тој чуден модел на трансформација што беше одбран. Меѓутоа, таа кампања имаше многу противници. Да. Многу луѓе изнервира, кај многу луѓе, можеби за многу луѓе делувавме многу радикално, знаете. Да. Дури порадикално и од ВМРО ДПМН. Јас за ден денес ја помнам рекламата со кршењето на лебот од Петар. Имаше и лоши естетски решенија, лоши дизајнерски решенија. Она што е страшното што ние се задржавме на појавното, а не на пораката што дури понекогаш на толку бизарен начин сака да не се представи. Меѓутоа, таа порака, чиста порака, во тој бипартитен модел и тогаш донесе 120.000 гласови. 118, ми се чини поточно. Значи, вие кога говорите чисто, јасно, кога не правите компромиси затоа што сте во коалиција под шадорот на овој или оној, па се пазите дали ќе кажете нешто што можеби ќе повреди интереси на некој ваш партнер. Сте заборавиле напаѓајќи го противникот напред, дека и некој зад вас се чувствува дел од истата приказна. Имате нели гомила партнери тука, имате се и се што на купче. Вие немате веродостојност, вие немате кредибилитет во вашиот израз. Така што јас сум убеден дека ние ќе тргнеме со слична кампања на таа од 94-та, значи се враќаме на нашите традиции, на нашите изворни корени и ќе удриме жестоко. И по ВМРО ДПМН, како владеачка партија, меѓутоа и по СДСМ, особено по неговиот лидер Црвенковски. Ова со спотот од 94-та го спомнам затоа што кога гангренозно земаше се пред себе приватизацијата, некој од нас се сеќава, ма добро луѓе, во вистинско време пред избори не беше предочено и тоа на многу очигледен начин. Нас тоа во нашата хиерархија не ни изгледаше најважното прашање. Потоа ќе треба да ја платиме казната за сопствениот, јас велам, клиентелистички глас. Во мода се во последно време да ги спакувате своите колумни, да ги објавите, да ги спакувате своите текстови. Ичитав многу во последно време такви на бивши југословенскиот простор. Последната еве што има во рака е на Михајло Ковач. И просто си велиш, се било напишано навреме. Се било кажано навреме. Но луѓето понекогаш со силна емоција сакаат да тргнат во правецот за кој подоцна не чувствуваат одговорност. Мислам дека и македонската политичка сцена не отсуствувала од кажување на работите навреме, но секогаш големите бродови тргнувале во тоа е многу човечки, тоа е дури е како да кажам вистинско чудо ако вие успеете да ги избегнете тие првични препреки што ги имате на развојот на демократското општество. Видите, ние ако гледаме аналитички, значи ако се ослободиме од чувството дека сме македонци, дека сме граѓани на оваа држава, ние бевме втурнати во плурализмот. Тој не беше израз на автентична волја на граѓаните. Ние бевме втурнати затоа што тогаш бевме се уште нели една држава, федерација, почнаа да се создаваат плуралистички движења, почнаа да се создаваат партии во поразвиените републики, во Словенија, во Хрватска, во Србија. И ние бевме всушност еден задоцнет рефлекс на тоа. Значи ние не влеговме со наша одлука во тој процес. И оттаму кога како аналитичар се прашувате како може после 18 години да ви текне илустрација да правите, зошто не сте ја направиле у првите години, например, што е логично, да кажем. Како може да повторно и со приватизацијата толку сте се стегнале, како сте можеле да направите таква грешка да го централизирате системот. Знаете што беше прва одлука на нашата